Здраво и добро уште едно видео, каде што ова видео ќе биде вовед за антитела. Сега, антителата ги имаме разгледано и претходно на неколку пати во претходните видеа, но ова ќе биде вовед во подетално разгледување на антителата. Така, значи, антителата ќе разгледуваме во наредните неколку видеа. И да започнеме. Сега, во претходните неколку видеа, каде што го разгледавме вродениот имун систем, видовме дека од кога ќе навлезе некој патоген организам, нашиот имун систем треба да го препознае. Така и за тоа се користат одредени рецептори кои се врзуваат со дадени молекули. Односно имавме pattern recognition рецептори. Така, значи pattern recognition receptors. Сега, вродениот и адаптивниот имун систем користат различни видови на рецептори. Така, значи тие на вродениот имун систем беа, например, toll-like рецептори, TLR, маносни рецептори, scavenger рецептори и други. Така имавме nig-like, rig-like рецептори и така натаму. Значи голем диверзитет, но не беа тие специфични рецептори. Додека рецепторите од страна на адаптивниот имун систем се два вида, значи имаме имуноглобулини, односно антитела, ќе збориме за тоа зашто така се нарекуваат, и ги имаме T-cell receptors, односно рецептори кои се на Т клетките. Бидејќи, нели спомнавме во неколку видеа претходно дека главни клетки на адаптивниот имун систем се Б клетките и Т клетките. Вака ги направам поголеми малце. Че имавме Б клетки и Т клетки. Сега, антителата или пак имуноглобулините, тоа е исто, се протеински молекули кои главно се наоѓаат асоцирани на мембраната на Б клетките. Додека T-cell receptors, не кажува и самото име, тие се рецептори кои се наоѓаат на мембраната на Т клетка. И овдека доле имаме слика која за некои карактеристики помеѓу имуноглобулините, односно антителата и T-cell рецептори. Ние главно ќе се задржиме на имуноглобулини, односно на антитела во наредните неколку видеа, иако ќе ги спомнуваме од време на време нака ќе се уфрла T-cell рецепторот. Бидејќи ќе ни треба понатаму во наредните поглавја кои ќе разгледуваме. И сега да идеме повеќе на антитела. Значи реков дека антителата можеме да ги сретнеме на мембраната, така значи ова е антитело, можеме да ги сретнеме на мембраната на Б клетките или пак можеме да ги сретнеме внатре телесните течности. Така значи ќе направиме еден крвен сад, така во кој има голем број супстанци и можеме да ги сретнеме растворени внатре во крвта. И немаме само еден вид на антитела во циркулацијата или пак на самите Б клетки, така го бележам тука и друга Б клетка, и уште една Б клетка каде што имаме огромен број на различни Б клетки. Сите имаат антитело кој има релативно слична структура, но е различна. Така ова беше горе виолетово, ова ќе го направам со жолто, ова ќе го направам со црвена боја. Така, значи имаме различни антитела се наоѓаат на секоја Б клетка и затоа имаме различни антитела кои исто така се наоѓаат во циркулацијата. Така и овие всушност ја понесуваат, го понесуваат така наречениот хуморален имунитет. Значи антителата кои се растворени во телесните течности се дел од хуморален имунитет. Хуморален. Сега, зошто имаме различни антитела? Например, дека гледаме виолетово, жолто, црвено, но постојат огромен број. Значи, постојат некаде 10, повеќе, всушност од 10 на 7 различни антитела. Зошто имаме толку различни тела? Бидејќи сите имаат различна специфичност за структурата, тоа ни овозможува, односно ни овозможува нашиот имун систем да успешно се врзе со различни видови супстанци. Например, ако имаш огромен број, има голема шанса дека има некое си антитело во крвта која ќе успее да се врзе со некоја страна супстанца која би ја внеле од надвор. Односно некоја супстанца која ќе се наоѓа на одреден патоген организам. Бидејќи постојат огромен број на патогени организми и сите имаат различни структури на нивните мембрани кои се од биолошка природа, така од органска природа, некои си протеини или агликохидрати или липиди. Важно е да имаме голем број на различни антитела со цел да се најде некое кој успешно ќе се врзе и ќе ја препознае патогената, односно страната структура. Сега, првично кога ги изолирале, значи земале протеините, биле тоа серум било од крв, така значи имале крв, каде што виделе дека ако имаме одреден токсин од дифтерија, значи ќе обележам со сина боја токсинот, така ќе обележам, тоа е токсин.
Приметиле дека тој бил неутрализиран од страна на одредени протеини, кои денеска знаеме дека се антитела, и затоа тие протеини кои го неутрализирале овој токсин ги нарекле антитоксини. Логично, така. Но понатаму виделе дека овие у тоа време антитоксини можеле да неутрализираат и многу други супстанци. Така, значи многу други различни видови на супстанци кои можеле да се сретнат во различни биолошки организми. Така, значи овие антитоксини на војници можеле да врзат многу различни супстанци, односно специфично се врзувале за различни видови супстанци, односно за различни страни тела. Така, и бидејќи се врзувале за различни страни тела, всушност го промениле терминот и веќе не биле антитоксини, него го подобриле и биле антитела. Бидејќи се врзувале за различни страни тела. Сега, сите страни тела, значи сите страни тела кои можат да бидат препознаени и врзани од страна на антитело се нарекуваат антигени. Значи сите страни тела кои можат подесно да бидат препознаени, односно да бидат врзани од антитело се антигени. Значи сите страни тела кои може да бидат врзани од антителава ги нарекуваме антигени. Значи антигените не се еден вид на супстанција, значи не се само протеини, антигени можат да бидат различни видови на органски соединенија, така може да бидат протеини, може да бидат јаглехидрати, може да бидат липиди, може да имаат некоја си структура која не е од овие три наведени, така. Но да содржат јаглеродни атоми, некојаш не ни мора да содржат јаглеродни атоми, но само сакам да наведам дека антигените не се еден вид на структура, него тоа е една диверзна, огромна, различна, односно група на различни видови соединенија. Каде што овие видови соединенија најчесто се наоѓаат на површината на некои патогени организми, најчесто или микроорганизми, че овие антигени најчесто се наоѓаат на површината или пак се секретирани од страна на самите бактерии во околната средина. Значи, или се секретирани во околната средина, или се наоѓаат асоцирани на површината на дадените патогени организми. Така, значи се ова, или се секретирани, или се на површина, се антигени. И може, како што напомнав, да имаат протеинска, јаглехидратна или липидна природа. Сега, бидејќи антителата имаат протеинска природа, тие нормално се создадени од страна Б клетките. Видовме дека се асоцирани на мембраната на Б клетката. Значи си имаме една Б клетка, нормално Б клетката си има јадро, кое е битно, бидејќи таму се чува генетскиот материјал, се прават негови рекомбинации, тоа не е сега толку битно, но поентата е, се изведува месенџер РНА, која нели ќе се прикачи после на рибозом и ќе направи протеин. Така, и овој протеин понатаму ќе се комбинира со други протеини и поентата ќе се изрази на мембраната на Б клетка. Сега, ако оваа Б клетка најде на одреден антиген, така, ќе обрежам секоја друга боја, значи нека биде црвен, значи најде на некој си антиген и таа ќе го прифати антигенот, најчесто ќе биде асоциран на некоја си бактерија, така и таа ќе проголта бактеријата, ќе направиме бактеријата со оваква боја, бактеријата ќе биде проголтана, ќе биде фагоцитирана, а овој антиген ќе биде презентиран на една МХЦ молекула. Така, значи антигенов го распарчува на мали парчиња и потоа го презентира на површината на МХЦ молекула. Сега, тој антиген како таков, како раскршен, вака како фрагментиран,
и презентиран на МХC, така, значи, фрагментиран и презентиран на МХC, односно Major Histocompatibility Complex, од страна на антиген презентирачка клетка, значи не мора да биде Б клетка, постојат и други клетки кои може да го направат од антиген презентирачка клетка. Треба, значи вака треба да биде поставен антигенот со цел да биде препознаен од страна на T-cell рецептор. Така нели ова рековме дека ова е T-cell рецептор и тој рецептор може да препознае антиген, ама само ако е фрагментиран и поставен на МХC. Добро. Сега, и имавме оваа, значи, Б клетка која врзала одреден антиген, така, и таа си го разградила и сега си има кој еден вид меморија за него. Но, ако она добие втор сигнал од страна на одредени цитокини, или пак добие сигнал од страна на Т клетка, значи може да добие сигнал и од Т клетка, во тој случај, оваа Б клетка ќе почне да го она пренично ќе се диференцира во плазма клетка, значи ќе стане повторно ќе си биде како нормална клетка, ама ќе биде Б, ама плазма клетка, каде што ова антитело кое успешно се врзало за антигенот, така ова антитело кое успешно се врзало за антигенот, ќе почне да го продуцира во многу поголеми количини и ќе почне да го секретира во околните телесни течности. И сега тоа антитело, така ќе направи многу копии од него и ќе почне да ги секретира, ќе се најде сушност во крвните садови и тоа ќе биде дел од хуморалниот имунитет. И сега оно како што си кружи низ телесни течности, ќе ги врзува сите антигени за кој е специфично. Во овој случај е специфично за овој црвен антиген. Така, и секој пат кој ќе најде на црвен антиген во телесни течности, ќе го врзува. Сега, начинот на кој овие антитела всушност му помагаат на имуниот систем, ќе разгледаме понатаму подетално, но главно можеме да го опишеме на следниот начин. Значи си имаме бактерија, ќе направиме тука повеќе неколку бактерии, направам 3 бактерии, кои го имаат овој црвен антиген, на својата површина, каде што рековме дека оваа Б клетка која се диференцираше, сега почна да продуцира вакви сини антитела во телесните течности. И се овие сини антитела ќе си патуваат низ телесните течности и ќе најдат на овој црвен антиген за кој они се специфични. Така, и ќе се врзат за него. Сега, што овозможуваат со ова? Овозможуваат опсонизација на бактеријава, што значи дека ја прават повкусна унаводници за макрофагите, односно поголеми шанси и односно им помогнува да се фагоцитира. Исто така може да посредуваат, односно да направат по немобилна, значи може некако да врзат така што ќе ја задржат на некој си место, ќе ја слепат со некој си друг дел, или пак може да се натрупаат толку многу антитела така што ќе слепат неколку клетки една со друга. Така ќе слепат едно со друго. И кога се така слепени се многу масивни, не може да се движат. Така не може да се движат многу, така што ќе бидат на едно место, каде што ќе бидат лесно најдени од страна на другите клетки на имуниот систем. Значи може да ги слепат повеќе патогени клетки. Може да учествуваат во цитотоксичност посредувана од страна на антител. Може да учествуваат во неутрализација на некои си токсини. Да речеме ова црвениот антиген ако беше секретиран во околните ткива и тоа да речеме дека беше некој токсин, тој може да биде врзан и неутрализиран од страна на антителата. Значи антителата може да имаат различни ефекторни функции, како опсонизација, слепување на клетките, може да имат одредени цитотоксични влијанија и така натаму, но тоа ќе го разгледуваме понатаму, каде што подетално ќе го видиме. Ефекторни функции. Сега сакам само да објаснам што е поимот епитоп и зашто ќе биде многу важен во понатамошните
видеа. Иако и понатаму ќе го спомнам, ќе го разјасниме, уште од сега да имате онака познавање. Сега видовме дека, односно спомнав дека страните тела кои може да бидат препознаени, односно врзани од страна на антителата, ги нарекуваме антигени. И дека тие може да имаат различна природа, протеини, јаглихидрати, липиди и така натаму. Сега знаеме дека ако е протеин, например, имам дека например направиме еден протеин кој може да има некоја си многу сложена тридимензионална структура и е изградена од поединечни аминокиселини. Така имаме аминокиселина и така натаму и така натаму. Значи тој е изграден од аминокиселини кои градат еден синџир, така кои се превртува во различна секундарна, терцијарна или пак кватернерна структура. И ние прилично викаме дека целата оваа молекула, да речеме, ако биде врзана од некакво си антитело, е антиген. Така, сега, дали антителото ја врзува целата молекула? Одговорот е не, бидејќи, например, ако ова е антиген, ова е прилично голем антиген. А антителото, например, да речеме дека е токаво некаде, така дека имаше ваква функција како Y, да речеме дека е токаво, но и самото антитело е изградено од аминокиселини, така и тоа самото има протеинска структура, така што не е толку големо да може да препознае целата. Значи не е дека овие краците се токаи вака и ја препознава целата молекула. Значи постојат, може да има некои си такви случаи кај некои препознање помали протеини, но најчесто антителото, например ова беше антитело, препознава само одреден дел од молекулата на антиген што ја викаме. Така, например, ова антитело, пример, познава само од овој тука дел до овој тука дел. Така, например, ја препознава оваа аминокиселина, ја препознава оваа аминокиселина, ја препознава оваа тука некоја си аминокиселина. Значи ги препознава овие три, пример, аминокиселини, во овој тука регион што го бележев. Така што овој регион што го бележев, ајде да земам подебела вакво. Значи овој регион што го бележев ќе биде епитоп, го нарекуваме, земеме бела боја, го нарекуваме епитоп. Значи епитоп е местото од антигенот кој е препознаен, место од антиген препознаен од антитело. Значи овој тука дел е еден епитоп од овој антиген. Сега, да речеме дека овој дека дел со виолетово кој го бележам, така, ова е друг епитоп. Со бела боја, па антителото ќе го направиме со виолетова. Значи ова е епитоп 2. Така, и да речеме дека овој антиген, кој има протеинска структура, има два епитопа. Така, бидејќи овој епитоп е препознаен од страна на антитело, само што е друго антитело. Од некоја си друга Б клетка. Така да речеме, тука има една аминокиселина која е препознаена, тука има друга, тука има трета аминокиселина која е препознаена. Така што тоа значи дека ќе имаме две различни антитела кои ќе препознаваат исти антиген. Така ќе го имаме портокаловото антитело и ќе го имаме виолетовото антитело. И двете антитела дошле од различна Б клетка. Така, например, портокаловото дошло од една Б клетка, виолетовото дошло од друга Б клетка. Значи можеме да имаме различни антитела кои препознаваат исти антиген. Така, различни антитела, ама препознаваат исти антиген. Едноставно се врзуваат на различни епитопи од антигенот. Бидејќи антигенот е некоја си да речеме голема молекула, што е поголема молекулата, постојат повеќе епитопи. Сега можеме да имаме дури епитоп во епитоп. Сега тоа како би изгледало? Да речеме дека антигенот повторно е некој си протеин или може да биде сахарид, кој што има некоја си ваква структура. Пример. Така. И ова е антиген. Ова целото е антиген, бидејќи се врзува со антитела, затоа го нарекуваме антиген.
И сега да речеме дека имаме едно антитело, кој ќе обележам, не знам, со некоја си ваква боја, така кој ќе го направиме вака, кое што препознава една аминокиселина овде и една аминокиселина овде. Така што ти можеш да речеш дека епитопот е овој тука дел до овој тука дел, односно целото ова овдека доле. Така? Но, ако така да речеш, во тој случај можеш да добиеш друго антитело, така, друго антитело, кое препозна една аминокиселина тука и една аминокиселина тука. Така што ова ќе биде вториот епитоп. И ќе имаш епитоп внатре во епитоп на истиот антиген. Значи можеш да добиеш некои конфузни ситуации, но нема сега на тоа се задржуваме. Едноставно, само важно ми беше да сватите дека постојат повеќе антитела, односно може да постојат повеќе антитела кои се врзуваат за исти антиген. Односно, како што си шета, например овдека, нели реков дека имаме различни Б клетки, И сега го имаме антигенов кој ќе обележам со бела боја, си шета и ова виолетовото антитело најде едно место за кое се врзува за него, еден епитоп. Добро, исто си шета и жолтово антитело најде друг епитоп за кој може да се врзе. Така што сега овој бел антиген, кој е истиот, така, за него може да се врзат и жолти антитела, може да се врзат и виолетови. Значи ова е сега буквално истото што го кажав пред малку. За еден антиген може да се врзат различни антитела, но се врзуваат на различно место од антигенот. И местото го нарекуваме епитоп. Сега, ако земеме крв од некој човек, така бидејќи ние дневно правиме околу 2 до 3 грама на антитела. Сега пазите, антителата се многу мали, така што 2 до 3 грама ние правиме огромен број на антитела. Но поентата ми е, ева каде идеме дека што имам место всушност. Ако земеме крв од некој човек, ја ставиме во сад, центрифугираме, ги отстраниме крвните клетки, така што ќе ни остане само плазмата. Со која боја да бележам, сива нека биде. Ќе ни остане само плазмата, и ако ги отстраниме и коагулационите протеини, ќе ни остане серумот. Така, значи ќе остане серум. Значи серум е крвта без коагулационите протеини, така и клетките. Сега. Во серумот имаме различни протеини кои не се коагулациони и дел од нив се антителата. Така, кои ги бележиме нели со ипсилончиња, имаме различни антитела. Сега. Ако имаме во еден серум, да речеме само, значи, усори вака ќе направиме. Ако имаме едно бело топче, ќе речеме некој антиген, и ако овој антиген го ставиме во серумот, и ако тој антиген се врзи само со еден вид на антитело, така да речеме дека се врзува само со плави, односно сини антитела. Овдека враствено може да има други, така има жолти, има црвени, така има различни видови. Ама ако во овој серум има само едно антитело, кој го врзува овој наш избран антиген, во тој случај овој серум се рекува моноклонски антисерум. Така, моноклонски антисерум. Ако имаме само едно антитело кое го врзува дадениот антиген. Ако повторно имаме вака сад, каде што повторно имаме серум, така, и го имаме истиот тој антиген, и го ставиме во растворот, и сега во овој втор серум имаме два различни видови на антитела кои го врзува, например жолто и зелено. Во тој случај имаме поликлонски антисерум. Не мора да се две, може да се повеќе, така, значи ако се повеќе од еден, ако имаме повеќе од едно антитело, кое го врзува дадениот антиген од интерес, во тој случај тој антисерум е поликлонски антисерум.
И ова ќе биде важно понатаму и исто многу е важно ова во праксата. Добро, тоа беше главно што сакав да кажам за ова видео. Значи имаме антитела кои се протеинска природа, исто се нарекуваат имуноглобулини. Ќе објаснам понатаму зошто се нарекуваат имуноглобулини. И тие се врзуваат за одредени супстанции кои ние, ако се врзат за нив, ги нарекуваме антигени. Има повеќе места на кои може да се врзат дадени антигени и затоа еден антиген може да биде врзан од страна на различни антитела. И така, ова беше еден вид вовед за антителата. Ако сте ги гледале претходните видеа, нели, до сега, но најголем дел од ова ќе би беше до сега јасно, освен ова со епитопиве на крај и моноклонски и поликлонски антисерум, така што не би требало да биде нешто нејасно. Ви благодарам што гледавте и ќе се видиме во